Рочиштето е јавно во 10 часот и 17 минути го отварам заседанието и при тоа констатирам дека од повиканите лица за денес присутни се јавниот обвинител од Основно јавно обвинителство Скопје, доктор Александар Марковски, присутен е обвинетиот Васил Јованов, спроведен од казнено-поправната установа Затвор Скопје, каде издржува мерка притвор по овој кривичен предмет. Присутен е бранителот на обвинетиот Васил Јованов, адвокатот Сашко Дуковски од Скопје. Присутни се законските застапници на покојната Фросина Кулакова, незината мајка Камилија Кулакова, незиниот татко Тодор Кулаков и незината сестра Росица Кулакова. Присутен е полномошникот на законските застапници на покојната Фросина Кулакова, а тоа се Камилија Кулакова, Тодор Кулаков, Росица Кулакова и Ефрем Кулаков, адвокатот Дарко Албојан од Скопје. Не се присутни оштетениот Петар Ристов, уредно викан, и полномошникот на оштетениот Петар Ристов, адвокат Билјана Андонова Клинчарова од Неготино, уредно викана. Во јавноста присутни се новинари, представници на невладини организации и здруженија на граѓани, членови на семејствата и роднини на покојната и на обвинетиот и граѓани на Република Северна Македонија. Судот констатира дека во судница се присутни медиумски представници на ТВ Алсат 360 степени, ТВ Телма, Слободен печат, МИА МК, МКДМК, Македонски медија сервис, ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Сител, Скопје 1 МК, кој до судот имаат доставено решение со кое им се одобрува снимање на главната расправа по овој кривичен предмет, издадено од в.д. председателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија. Согласно членот 374 став 2 од Законот за кривична постапка, ги известувам присутните странки и другите учесници во постапката дека рочиштето се снима тонски и визуелно тонски и снимката представува тонски, односно визуелно тонски запис од одржаното рочиште. Со оглед дека не постојат технички услови за водење на стенографски записник, записникот за ова рочиште се води од страна на записничар, компјутерски, со диктирање на содржината на рочиштето, кој ќе представува работна верзија за судот. При тоа ги известувам присутните дека официјален и валиден записник за рочиштето е CD-то од тонскиот, односно видеотонскиот запис од рочиштето, во смисла на членот 374 од Законот за кривична постапка, а заради економичност и целисходност на постапувањето се изготвува и хартиен записник и истиот на барање на странките ќе им биде доставен со напомена дека во случај на постоење на разлики во тонскиот, односно визуелно тонскиот записник и хартиениот записник, валиден е тонскиот, односно визуелно тонскиот записник, во смисла на одредбите од членот 374 од Законот на кривична постапка. Односно овој записник е дел од судскиот предмет кој се води во автоматизираниот компјутерски систем за управување со судските предмети АКНИС. Исто така ги известувам присутните дека согласно членот 374 став 6 од Закон за кривична постапка, тонскиот и визуелно тонскиот запис не смее да се објавува, емитува и користи за намени и цели надвор од кривичната постапка. Констатирам дека на 9.5.2025 година до овој суд е доставено известување од Државното правобранителство на Република Северна Македонија 2 римско А број 21/25 од 8.5.2025 година, со кој се известува судот дека по испратената покана до Државното правобранителство на Република Северна Македонија за овој кривичен предмет во својство на оштетен упатуваат дека е потребно во својство на представник за предјавување на имотно правно барање по основна штета да биде повикан представник од јавно предпријатие улице и патишта и представник од град Скопје. По објавата на претходното рочиште дека главната расправа е завршена, судечкиот совет закажа седница за советување и гласање заради донесување пресуда по овој кривичен предмет, односно одлуки по однос на постоење вина и одговорност кај обвинетиот, казната, трошоците на кривичната постапка и имотно-правното барање. Па како обвинетиот даде признание на вина, кое судот го прифати,
Советот пристапи кон советување и гласање по однос на останатите прашања, а најнапред по однос на одредување на видот и одмерување на кривичната санкција како основна правна последица на казненото дело, чија општа цел е спречувањето вршење казнени дела со влијание врз самиот сторител, со правец на негова застрашување и ресоциализација, како и со влијание врз другите потенцијални сторители на казнени дела. Секоја санкција има посебна цел и таа представува целесообразна присилна мерка. Казната е ретрибутивно превентивна санкција и има карактер на справедливо возвраќање за стореното дело, но смислено така што да се постигне определено специјално превентивно и генерално превентивно дејство. Казната секогаш е пропишана со закон и има јавноправен карактер, а во законски определените рамки судот врши одмерување на казната, кој подразбира конкретизација на законски пропишаната казна, односно избор и изрекување казна што одговара на стореното дело и неговата тежина, особено каква конкретна штета, односно какви последици се предизвикани со делото, а од друга страна ја одмерува казната според сторителот на делото, во чие средишно значење го има персоналниот, субјективниот момент и начелото на индивидуализација, кое се состои во приспособување на видот и висината на казната на личноста на сторителот, имајќи ги предвид и целите на казнувањето, односно специјална превенција и ресоциализација на сторителот и негово враќање во општеството како корисна единка. Генералната превенција се состои во воспитно влијание врз другите да не вршат казнени дела. Таквото влијание се остварува по пат на генерално застрашување, како и со влијание врз создавањето или менувањето на моралните и другите вредностни ставови на граѓаните, кон почитувањето на законите и осудата на криминалот. Поимот на генерална превенција е синоним за поимот на генерално застрашување, што може да се постигне со справедливи и екземпларни казни, со кои јасно им се става на знаење на потенцијалните сторители дека во случај на извршување на казнени дела ќе се соочат со строг одговор на правдата. Објект на заштита на инкриминацијата на кривичното дело загрозување на безбедноста на сообраќајот, член 297 од Кривичниот законник, е безбедноста на луѓето имотот во сообраќајот на патиштата и овој вид на кривични дела се дела на конкретно загрозување. Конкретна опасност што се предизвикува со загрозување на сообраќајот. Дејствено извршување пак представува непридржување кон сообраќајните прописи, изразено преку преземање различни дејствија што представуваат повреда на тие прописи. Обликот на вина во конкретното кривично дело од членот 297 став 1 од Кривичен законник е евентуална умисла, која постои кога сторителот бил свесен дека не се придржува кон сообраќајните прописи и дека со таквото поведение ќе го загрози јавниот сообраќај и ќе го доведе во опасност животот или телото на луѓето или имот од значителен обем, па се согласил со настапувањето на таквата последица, без оглед на тоа што не ја сакал. Значи, објективниот услов за инкриминација е поради повредата на сообраќајните прописи некое лице да биде телесно повредено или да настапи значителна имотна штета, што доведено во корелација со кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето имотот во сообраќајот од членот 300 став 2 од Кривичниот законник е да настапи смртна последица на едно или повеќе лица со која одредба е опфатен квалифицираниот облик на делото од членот 297 став 1 од Кривичниот законник. За кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето имотот од сообраќајот од членот 300 став 2 од Кривичниот законник, законодавецот предвидел казна затвор од најмалку 4 години. Согласно пак членот 35 став 1 од Кривичниот законник, затворот не може да биде подолг од 20 години. Судот, внимавајќи на целите на казнувањето, определени со членот 32 од Кривичниот законник, и внимавајќи на утврдување и докажување на сите околности релевантни за одмерување на казната, низ формална и контрадикторна процедура, врз основа на утврдените факти од изведените докази и даденото признание на вина за целокупниот опис на кривичното дело кое му се става на товар на обвинетиот, го одреди видот и ја одмери висината на кривичната санкција во границите што се пропишани со закон за конкретното кривично
кривично дело, имајќи ги предвид неговата кривична одговорност, тежината на делото и целите на казнувањето. И имајќи ги предвид сите околности што влијаат на казната да биде помала или поголема, како олеснувачки и отежувачки околности предвидени во членот 39 од Кривичниот законник, при што се ценат особено степенот на кривична одговорност, јачината на загрозувањето или повредата на заштитеното добро, околностите под кои е сторено делото, придонесот на жртвата во извршувањето на делото, поранешниот живот на сторителот, неговите лични прилики и неговото однесување по стореното кривично дело, како и други околности што се однесуваат на личноста на сторителот. Отежителни околности се оние околности кои на делото му даваат потежок вид, па кога тие постојат, судот определува потешка казна од онаа која би ја извршила во нивно отсуство. И во таа смисла, судот го ценеше особено интензитетот на действието и другите објективни околности на действието на обвинетиот, а се состои во прекршување на голем број на бланкетни норми од Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата, кои не представуваат флексибилни правила и стандарди, определени во рамки на дозволениот ризик, туку представуваат фиксирани задолженија и забрани кои возачот е должен да ги почитува, а кои во конкретниот случај, земени во нивниот збирен број и меѓусебен сооднос, упатуваат на висок интензитет на инкриминирано действие. Сите утврдени повреди на законот, кои според својата тежина, секоја засебно го опфаќа потешкиот облик на вина за овој вид на кривични дела, а тоа е умислата како елемент на кривично дело, земени во својата севкупност, го издигнуваат неправото на многу висок степен. Настанатата смртна последица од сообраќајната незгода, причината од ваквиот начин на действување на обвинетиот, е елемент, односно битие на квалифицираниот облик на кривичното дело од членот 297 од Кривичниот законник. И истата според законот не може да се третира како отежителна околност. Но она што судот го цени како отежителна околност е загубата на еден млад човечки живот. Живот на една млада девојка, кој допрва и предстоел, која загуба несомнено, директно и со најголем интензитет ја чувствува незиното семејство и незините најблиски, кои се приклучија кон кривичниот прогон против обвинетиот и побараа највисока казна, а предјавија имотно правно поварување. Во оваа смисла, кога последиците кои инаку го сочинуваат битието на кривичното дело се тешки по интензитет, како во конкретниот случај, имајќи ја предвид последицата кој ова дело несомнено ја предизвика кај бројните граѓани на оваа држава, со загрозување од постапките на обвинетиот, вознемиреност од загубата на млад човечки живот, како и загриженост за сопствената безбедност кога се јавуваат како учесници во сообраќајот, кој е неизоставен дел од секојдневието на секој граѓанин. Судот, како отежителна околност, ја ценеше силата на загрозувањето или повредата на заштитеното добро, особено степенот на опасноста на загрозување кај ова дело од безбедноста на сообраќајот, особено земајќи го предвид големиот број на овој вид кривични дела во нашата држава. Она што судот исто така го ценеше како отежителна околност при одмерување на казната за обвинетиот е неговиот поранешен живот, кој од значење за избор на казна што ќе биде приспособена на неговата личност. Имено, обвинетиот е претходно правосилно осуден за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори од членот 215 став 1 од Кривичниот законник, на казна затвор од 3 години и 10 месеци, која се уште ја нема издржано и се уште не се знае како казната би влијаела врз него. Но го осведочува деликтното поведение на обвинетиот, кој наместо да се одврати од било какви понатамошни судби со законот, толку во периодот додека го чекал правосилниот исход од таа постапка, истиот, дрско и безобзирно, посегнал да управува со моторно возило, без да има возачка дозвола, а кој со законот изрично му е забрането, седнал зад воланот под дејство на алкохол и со количина на алкохол во организмот, кој многократно ја надминува границата предвидена во законот за возачи кои не поседуваат возачка дозвола. И во таква состојба,
развил брзина на движење од 91 км на час во населено место со фреквенција на минувачи, за да потоа на запалено црвено светло на семафор на задолжително запирање продолжи со движење на обележан пешачки премин, каде удира пешак кој се движел прописно на обележаниот пешачки премин на запалено зелено светло на семафорот со слободно минување за пешаци и кој со ниту едно действие не придонел за сообраќајната незгода, што представува особено отложителна околност. Судот го ценеше изведениот доказ, известување, суброј 96/25 од 26.2.2025 година од Основен кривичен суд Скопје, упатен до Основно јавно обвинителство Скопје. И притоа, почитувајќи го начелото на презумпција на невиност, во однос на утврдена вина, односно одговорност на обвинетиот, судот утврди дека по извршена проверка во системот на судот против обвинетиот Васил Јованов се оформени неколку прекршачни предмети од сообраќај, по кои се водат постапки и тоа токму за прекршување на одредбите кои се однесуваат на забрана за поминување на запалено црвено светло на семафор, забрана на управување на возило под дејство на алкохол во организмот и непочитување на одредбите кои се однесуваат на безбедноста на пешаците во сообраќајот, кои биле констатирани од овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи и кои биле прекорување за неговите постапки и аларм за потреба од преиспитување на неговото поведение и императив за покорување пред законите, за да продолжи како совесен учесник во сообраќајот, со што ќе покаже примерно однесување како граѓанин. Но напротив, а имајќи ги предвид сите поред наброени, се однесуваат на начин на однесување на обвинетиот во сообраќајот. И имајќи ги предвид сите повреди од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, кој обвинетиот ги сторил при извршувањето на конкретното кривично дело, судот утврди дека односот на сторителот кон повредата на правното добро, кое се штити со ова дело, е толку игнорантски, до степен на целосна несовесност, дрскост и безобзирност, кое судот особено го цени како отежителна околност при одмерувањето на кривичната санкција, што во корелација со другите околности под кои е сторено кривичното дело придонесе за одмерувањето на конкретната санкција. Судот подеднакво ги ценеше и олеснителните околности кои стојат на страната на обвинетиот, а кои влијаат за одмерување на казната. Па така, судот ги ценеше доказите изведени од одбраната на главната расправа и од неколкуте потврди, преглед на оцени на положени испити и благодарница диплома. Судот несомнено утврди дека пред сторувањето на делото обвинетиот редовно студирал, како и дека бил спортист кој добивал и признанија и награди за успехот кој го постигнувал, кои судот ги ценеше како олеснителни околности кои се однесуваат на личните прилики на обвинетиот, однос на неговите општи и посебни склоности и способности. Судот исто така ја ценеше возраста на обвинетиот, кој е млад, роден во 2004 година. Делото го сторил на своја 20 годишна возраст, кој нешто упатува на немањето на доволно животно искуство, а истиот спаѓа и во категорија на помлади полнолетни лица, кои во време на пресудување наполнило 18, а не наполнило 21 година, на која категорија со Законот за правда на децата, од аспект на можноста за изрекување на санкции за деца им е даден посебен третман, но под исклучителни ситуации и околности, а токму поради возраста и степенот на развој, односно зрелост, и зависно од секој конкретен случај. Кај обвинетиот постои чувството на вина. Истиот е свесен за последиците со губитокот на живот на жртвата и со последиците кои се погодени и тој самиот и неговото тесно семејство. Истиот превзема лична одговорност за стореното дело за кое се товари, кое јасно и недвосмислено го изрази пред овој суд. Изразува сочувство кон целото семејство на покојната и се извини за тоа што го стори. А по сторувањето на делото, откако ги согледува последиците од собствените действија, истиот покажува свесност за стореното, жал и самопрекорување, што се гледа и од изведениот видеозапис од местото на настанот, кој беше изведен како доказ на околности за одмерување на кривична санкција од страна на одбраната. Овие околности, кои го изразуваат неговиот однос кон стореното кривично дело, околноста дека против него не се водат други кривични постапки,
како и даденото признание на вина, кое несомнено доведе до брзо и ефикасно завршување на кривичната постапка, со што покажа дека ја прифаќа целата одговорност и подготвеност да се соочи со последиците од собствените действија. Судот исто така ги ценеше како улеснителни околности при одмирувањето на казната. Имајќи го предвид наведеното, судот по советувањето и гласањето согласно членот 381 од Законот за кривична постапка на 13.5.2025 година ја донесе и јавно ја објави следната пресуда врз основа на признание на вина. Обвинетиот Васил Јованов со лични податоци, како во обвинителниот акт на основното јавно обвинителство Скопје 6 КО број 271/25 од 27.3.2025 година со дополнение, како на записникот за главна расправа од 9.5.2025 година. Виновен е за тоа што на 29.1.2025 година во 23 часот и 45 минути, како учесник во сообраќајот на јавните патишта, управувајќи патничко возило Peugeot 207 СК 4309 АБ, собственост на неговиот татко Зоран Јованов, од десната сообраќајна лента од булеварот Партизански одреди во насока од исток кон запад, не се придржувал кон прописите и со тоа го загрозил јавниот сообраќај, така што го довел во опасност животот на луѓето, иако бил свесен дека поради тоа може да настапи штетна последица, но се согласил со нејзиното настапување, на начин што кога дошол пред обележан пешачки премин на крстосницата со улица 29 ноември во близина на пекара Силбо, постапил спротивно на член 228 став 3, алинеа 7, член 122, став 1, член 225, став 1, во врска со член 301, став 6, член 19, став 2 и член 35, став 1, во врска со став 4 од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата на јавен пат во населено место. Со возилото се движел со брзина поголема од 50 км на час, па иако бил должен со своето возило да го запре пред пешачкиот премин, регулиран со светлосни сообраќајни знаци семафори, кои за време на незгодата работеле исправно на програм, а и под дејство на алкохол со 0,80 промили присуство на алкохол во крв, при тоа без да има возачка дозвола за моторно возило од категорија Б, со возилото при брзина на движење од 91 км на час, продолжил со движење на вклучено црвено светло на семафорот, забрана за минување и со предниот лев дел од возилото, кој го управувал, удрил во делото на пешакот Фросина Кулакова, која како пешак на обележан пешачки премин попречно ја преминувала коловозната лента од булевар Партизански одреди во насока од југ кон север, односно од лево кон десно, гледано во насока на движење на патничкото моторно возило Peugeot 207, а на вклучено зелено светло, слободно минување, а по сила на ударот од патничкото моторно возило Peugeot 207, пешакот Фросина Кулакова се издигнала во воздух и во лево во насока на движење на возилото и со телото удрила во вертикален сообраќајен знак семафор, поставен на разделното пешачко стојалиште, оградено со металната заштита за движење на пешаци помеѓу двете коловозни ленти, а од кој удар од возилото и следователен удар во семафорот, пешакот, оштетената Фросина се задобила со тешки телесни повреди, изразени во вид на крвни подливи и слупување на долните екстремитети на телото, раскин на кожата од левата подколеница и колено, скршеници на костките на подколениците, сериско скршување на ребрата од двете страни на градниот кош и многобројни скршеници во предел на сводот и базата на черепот, со дислокација на косткините фрагменти и раскини на тврдата мозочна обвивка и на мозочното ткиво, како и раскини на црниот дроб и слезинката, а кои повреди на лице место настапила смрт. Со горните действија, обвинетиот Васил Јованов од Скопје сторил кривично дело, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот
во сообраќање од членот 300, став 2 во врска со членот 297, став 1 од Кривичниот закон. Па согласно овој член и членовите 3, 4, 7, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 39 од Кривичниот законник, како и членовите 102, 105 и 114 од Законот за кривична постапка. Судот, обвинетиот, го осудува на казна затвор во траење од 12 години. Согласно членот 47 од Кривичниот законник, во изречената казна затвор на обвинетиот се засметува и времето поминато во притвор, сметано од 31.2025 година од 2 часот 20 минути. Согласно членот 38в, став 4, во врска со став 1 од Кривичниот законник, на обвинетиот Васил Јованов од Скопје му се изрекува и казна забрана на управување со моторно возило од Б категорија во траење од 5 години. Судот на пија. Казваме сега. Чао. За издавање на возачка дозвола сметано од денот на правосудноста на пресудата. Со тоа што времето поминато во затвор, во притвор не се засметува во незиното траење. Се задолжува обвинетиот да плати трошоци на кривичната постапка на судски паушал во износ од 10.000 денари во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата.